Добар ден, гостин во Република ТВ е доктор Јасмина Павловска-Ѓоргиевска, директорка на Клиниката за пластична и реконструктивна хирургија. Добар ден, докторке. Добар ден. Помина повеќе од една година од трагедијата во Кочани. Многумина, повеќе од 200 лица беа повредени. Кажете ми денес колкумина од нив се уште пациенти на клиниката кај вас? Трагедијата која што се случи пред една година беше, кажам, најголема дамка на сите нас и најголема трагедија, мислам, која што е на балканските простори во последните години, можеби децении претходно. Пациентите се наши од првиот ден и наши ќе си останат и за понатаму, не само како пациенти, како пријатели, што ние нив ги имаме секојдневно за некоја консултација, што, како, нешто ситно да имаат некој ранече излезено на веќе заздравените рани. Они секако комуницираат со нас, дали со мене, дали со помладите колеги. Значи, таа комуникација е од првиот ден и останата и за понатаму. Како бројка, дали имате бројка со која располагате, колкумина од нив се уште доаѓаат на преврски, на какви третмани воопшто нив им се потребни денес после една година од трагедијата? Значи, кај сите се заздравени раните, немаме отворени рани, најмногу сега е физикалната терапија. Третманите од наша страна се инјектирање на кеналог, односно на стероидни инјекции и исто така боцкање на автологни екзозоми и на PRP, односно плазма збогатена со тромбоцити, која што помаѓа во намалување на инфламаторниот ефект кај нив и лузните побрзо обелуваат и полесно, они понежни и подобре, поубаво ја посеќаат кожата. Има ли на некој од пациентите дали им се потребни операции, дали им се потребни пресадувања на кожа? Што е на оние пациенти што се најмногу погодени? Пресадувањето на кожа веќе е поминато, тоа беше во изминатата година кога беше. Кај сите тие е прифатена кожата и веќе имаат затворени рани. Другите интервенции кои што им се потребни ќе бидат кај некои, каде што имаме контрактури, односно задебелување на деловите, на прсти, помеѓу прстите или измеѓу палецот и показалецот. Исто така задебелување на лактот, значи да не може целосно, ако не може целосно скроз да отворат раката. И секако на вратот кои што имаат лузни кои што влечат и го тегнат вратот да не може целосно да го исправат. Значи кај тие луѓе ќе има секако потреба, но се уште одат со физикалната терапија и со боцкањето на кеналог ампулите, кои што им дозволуваат и имаат многу подобрена функција и подобрен изглед на тие лузни и побрзо заздравуваат, полесно созреваат. Така да се уште ги следиме за да видиме кој понатаму каква интервенција ќе има потреба. Дали има, спомнавте и претходно каква е соработката со Центарот за рехабилитација во Козле. Спомнавте дека одат на рехабилитација, доаѓаат кај вас, дали може нешто повеќе да ни кажат? Претходно пациентите кога се враќаа од болниците кои што беа испратени, некои од нив требаше да им се продолжи хоспитализацијата кај нас на клиника. Им секако им беше нужна физикалната рехабилитација, која што е составен дел од овие третмани. Одлична соработка имавме. Тука децата, значи, како беше цел тој дел спроведен, значи беше во договор со нас. Кога имаа преврска, дента, и во толку саат се договараа со терапевтот и со докторката од физикална терапија, они доаѓаа кај нас на клиника и таа физикална терапија беше спроведена на највисоко ниво, можам да кажам, подобри од некои центри кои што се баш за рехабилитација за вакви изгоретини, пошто они немале таква рехабилитација до сега, барем мислам, ради тоа што и ние не сме имале такви обсежни опекотини за центарот, за клиниката за рехабилитација. Значи, они имале пациенти сигурно за рехабилитација,
Но такви пациенти какви што беа вратени, сигурно и за нив беше предизвик и мислам дека одлично одговори ради тоа што тие деца веќе се вертикализирани, функционираат во секојдневието и се уште се нивни пациенти и доста од децата одат на физикална терапија во Кочани, која што им е обезбедена, таму се имаат посебни услови и секојдневно се присутни или на контроли или на вежби и терапии кои што им се потребни. До кога ќе треба да доаѓаат? Верувам дека цела оваа година додека контактирате, додека ги вршите преврските, лекувањата на пациентите, развивте и некоја посебна врска со пациентите. Дали се свесни до кога треба да доаѓаат, дали знаете вие до кога ќе бидат изложени, мислам ќе мора да поминат третмани кај вас на клиниката? Значи, веќе можам да кажам кај поголем дел од децата се веќе созреани раните, си функционираат понормално, но дел од нив секако имаат потреба од нас, но и да немаат, они се консултираат зашто понатаму секој пат таа кожа треба да биде хидрирана, треба да биде, пошто е нежна, и консултацијата и со дерматолозите исто така важна. Они им даваат негата која што треба они да се ја спроведат и во домашни услови. И секако тие што имаат потреба од нас се кај нас. И си доаѓаат сами, си се јавуваат, си закажуваме термини за боцкање во моментот, тоа не е како најактуелно. Боцкањето со PRP, со екзозоми, со ампулите Kenalog, така да комуникацијата е безпрекорна. Што се тие ампули? Ги спомнувате неколку пати. Што значи во нивното лекување? Ампулите тие се ги користиме за намалување, односно подобрување на изгледот и побрзо созревање на изгледот на лузната. Тие се користат секаде, поготово кај хипертрофичните лузни, побрзо созрева лузната. Побрзо созрева лузната од тие ампули. Со тие ампули? Да. За 2 месеци почнуваат матурските прослави. Дали доаѓаат матуранти и матурантки со барање за корекција на некој дел од телото? Сега на малку поубава тема. Да. Секако дека има побарувања и кај машки и кај женски. Значи имаме од корекција најлесно на увциња, корекција на нос, корекција на градите, корекција на друго нешто што они мислат дека им е потребно, поситно, или како кај неинвазивните за, што викате вие, за уста или за... Пошто тие се млади лица, млади деца, кај нив најчесто е хируршкиот, потребно од хирургија, значи за увцињата, за нос и за гради. Има побарување, поготово тие се почнуваат година претходно, за да може и за табло, и за кога ќе биде вечерта на матурската вечер да изгледаат како што они имаат замислено. Како се справувате со нереалните барања? Верувам дека има доаѓаат со фотографија, со видео, вака сакам да изгледам. Со добра консултација со докторот со кој што доаѓаат, кој што го избрале, пошто сепак е естетска хирургија, значи тие нереални ние ги едуцираме на некој начин и самите пациенти да тоа што ни го покажуваат не е возможно, тоа што е возможно им е објаснето и секако очекувањата после операција. Значи кај сите пациенти тоа е дел од контролниот преглед, односно консултацијата која што имаме пред операција или пред какви да е интервенции. И тоа се објаснува кај пациентите, дури некој пат искрено и ги одбиваме, пошто ако не може да се разбереме на нормално, значи постоперативно тие нема да бидат задоволни, ради тоа што ни носат слика која што е нереална. Сегашните медиуми кои што Инстаграм, ТикТок, значи тука има доста кои што се нереални, без реални очекувања и не може никој од 6 години да изгледа како 15 години или 18 години. И тие што ги покажуваат дел од сликите има реалност, но некои не се баш како што викаат фотошоп направено. Не се реални.
Да зборуваме малку и за кадарот на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија. Дали може да му парираме на светот? Да, дефинитивно, пошто секој од докторите си и од сестрите, и средномедицинскиот персонал, сите одиме на конгреси, на едукации надвор од земјата и гледаме на кој ниво сме ние и све што може да донесеме, да научиме надвор, го применуваме и кај нас. Секако тоа се покажа и сепак да не се навраќам на темата на кочани, но да не бевме така и едуцирани, и сплотени, и тимска работа, немаше да успееме во тоа што успеавме. Кадарот, значи сестрите исто така се едуцираат, они одат исто и по конгреси, каде што презентираат наша работа, значи оние што имат сработено и кај нас, исто и докторите, и мислам дека не сме далеко. Може би технологија малку ни фали, но другиот дел можеме и попаметни да сме од доста од нив. Што сметате, дали еднината е во посебна засебна клиника за естетска хирургија, тогаш државата би можела да развива и здравствен туризам? Интересна идеја. Естетската хирургија веќе во последните години е голем замав зазема. Кај нас е интересно што веќе имаме странски пациенти, доста во поголем број. Да кажеме, извезуваме нашата работна сила надвор од Македонија. Ние сме тука ја сработуваме, но нашата работа излегува надвор, да не рекламира, и во најчесто Германија, Швајцарија и Австрија. Тоа значи имате пациенти кои доаѓаат од странските земји да се оперираат кај нас на клиниката. Кај нас на клиника да се оперираат и покрај квалитетот што го нудиме, и секако цените се малце со пониска за разлика од странство и се попримамливи, а квалитетот е сигурно многу подобар за, можам да кажам, и од странски доктори. Пошто дел од пациенти кои што се оперираат надвор, естетски операции, завршуваат со компликации пак на нашата клиника. Компликации кои што ние треба да ги санираме, да ги поправиме и сепак изгледот нивни пак да биде прифатлив и блиско до тоа што они посакувале да имаат пред да одат на операција. Што е најскапо да се направи на клиниката? Најскапи се микрохируршките интервенции, кои што захтеваат и предоперативна и постоперативна нега. Што се подразбира под нив? Значи, микрохируршките се интервенции каде што се користат слободни резени на васкуларна петелка и се трансферираат на друго место, например, земаме од стомак, се става на града, при реконструкција на града, кај што е диепфлепот, се зима дел од масното ткиво на стомакот, на петелка, на слободна петелка, и се врзува за крвен сад на градата, значи на градниот кош, за да имитира поприродна града. Таа интервенција е малце подолго време трае, и припремата и за здравувањето и самата интервенција, но изгледот е поприроден, заради тоа што тоа повеќе има масни клетки стомакот и градата секако е составена повеќе од маст, од масни клетки и имитира поприродна нејзина форма и, да кажам, изглед. А промена на пол, дали се извршува на вашата клиника или дали воопшто се извршува во Македонија? Промена на пол, значи, делумно се врши кај нас, делумно се врши надвор од државава, и тоа е тоа што промената на пол одат надвор, односно одат во Белград, а додека делот каде што се градите е феминизирање на ликот или маскулинизација на ликот, тоа се врши кај нас на клиниката за пластична хирургија. Значи веќе се правело, тој дел веќе се... Да. Има неколку пациенти кои што веќе биле дел од нашата клиника, поминале секако тие психијатриска и психолошка евалуација, ендокринологија, и потоа доаѓаат кај нас за тие операции кои што ние ги извршуваме, а веќе кога има
промена на пол, тогаш одат надвор од државата. Каква е иднината на пластичната хирургија? Иднината оди само нагоре, ради тоа што, како што кажавте, не само во естетскиот момент, туку и во реконструктивниот момент. Порано беше размислувањето за реконструкција, каква и да е, не само награда, на каков и да е дефект, да не се прави, односно со тоа требало и така треба да живееме. Но секако и тука и психолошкиот момент кој што влие кај тие пациенти, и сега е понудена можноста и фондот даде доста добра алтернатива да може тие реконструкции да одат под товар на фондот. И мислам дека добиваме повеќе жени со повеќе насмевки, пациенти со насмевки и задоволни изрази на нивните лица и среќно. Значи, нивната социјализација и нивниот секојдневен живот е веќе поинаков сменет. Вие тоа го работите последните години, така, на клиниката? Реконструкцијата на дојки? Се работеше, почнато е од поодамна, значи не е од сега, но сега е веќе во поголем ек, ради тоа што е и дозволено таа реконструкција, пошто е покриена од фондот. И мислам дека веќе и жените не се толку срамат за тоа да дојдат и да побараат тоа што на нив им фали. И секако соработката со торакална хирургија и со онколозите е взаемна. И взаемно, мислам, тоа е заемен тимска работа и плод кој што секако заедно го гледаме понатаму во текот како што одат, значи без торакалните хирурзи, без онколозите, реконструкцијата на града не е само наша на пластика. А кои методи најчесто се користат на клиниката? Наједноставни, значи импланти или собственото ткиво? И кои се предностите и ризиците на имплантите, да речеме, и колку време е закрепнувањето? Значи најбрзо се закрепнува од имплантите и собственото ткиво, ние тука ги комбинираме за да може да добиеме поприроден изглед на градата. Значи во зависност од тоа како изгледа лузната од постоперативната рана од мастектомијата, кај никој има и големи вдлабнувања, па прво одиме со липофилинг, односно на дополнување на масното ткиво, па потоа пристапуваме кон експанзија на кожата, односно се поставува експандер, кој што се полни одредено време, дури не добиеме посакуваната големина, и потоа го заменуваме со траен имплант, експандерот. Така да секако треба неколку интервенции, но тие се доста пократки и многу полесно ги поминува пациентот, за разлика од некоја потешка интервенција, да кажеме, со диепфлеп, но и тоа е секако избор на самите пациенти. И најголем дел од пациентите ги избираат реконструктивните зафати кои што се со имплант, со експандер, па понатамо со имплант. Секако ќе напоменам, кај реконструкција на града, они си одат пак на контроли, на ехо, односно на кај рентгенолозите, си одат кај онколозите и секако и доаѓаат и кај нас. Доколку има потреба да се направи некоја ситна корекција за, да кажеме, до израмнување, односно до нивелирање или до доаѓање до симетризација на двете гради. Како тоа им влие на самодовербата и на квалитетот на животот на пациентки? Како што гледаат, интересно е, кога доаѓаат, имаат лик кој што е потажен некако, али веќе кога завршуваат целиот процес, мислам дека се среќни, насмејани и баш они излегуваат, јас сега имам деколте. Мислам баш многу во позитивна смисла и во психолошкиот момент, ради тоа што гледаме со тоа како се облекуваат кога доаѓаат, како што се полни експандерот, значи они се поисправени, позитивно настроени. И мислам дека секако тоа има огромен дел, ради тоа што они веќе немаат хендикеп кој што они го мислат дека го имаат после таквите обсежни операции. Сето тоа влие позитивно на нивниот Секако. Имате некоја интересна случка да споделите со повозрасна, помлада девојка, жена што подвојна масектомија направена на градите? Секако дека има, да. Имам, дури можам да кажам дека
жени кои што не биле доволно информирани отишле приватно да се реконструираат, па завршуваат со некоја компликација кај нас. И со тие двојните мастектомии, навистина, тие жени мислам дека секако треба да дојдат и да дојдат не само со двојните и со една. Им влијае на нивниот живот. А кај двојните имав случка кај што отиде приватно отишла, и тоа што така и било кажано, дека не се работат тие интервенции. На клиника, кога дојде со компликација, моравме све што имаше внатре да се извади, да се исчисти, па пак да го чекаме времето да помине. Значи сега е веќе реконструирана, среќна се надевам, пошто веќе не ни доаѓа на контроли. Сигурно е добра, се оди на рентген редовно и на онкологија. Но сепак тие жени навистина делува тој реконструктивен момент, може би е тежок периодот кога го поминуваат заедно со нас, но понатаму е многу подобар начинот на живот и нивниот секојдневие. А јас би го завршила со разговорот со дали има доволно доктори во Македонија кои работат оваа гранка од хирургијата и главното прашање е зошто сите сакаат во Скопје да работат. Сите пластични реконструктивни хирурзи. Така остана, иначе имаше пластични реконструктивни хирурзи во Струмица, и во Струга, и во Куманово, но тие отидоа во пензија, немаат замена. Има сега млади кадри кои што се пратени на специјализација, но ќе треба малку време. Имаме во Штип пластична хирургија, но сепак најголемиот дел од пациентите за такви реконструктивни и поголеми оперативни зафати доаѓаат кај нас на клиника. Дали тоа е сигурноста која ја осеќаат или поврзаноста со докторите кои што ја имаат, вистина не можам да кажам, но сепак да, најголем дел од цела држава е кај нас. Децентрализација, верувам дека и вам би ви ја олеснила работата на клиниката. Секако, тоа требало многу поодамна да биде, како што едните оделе во пенсија да се доаѓаат други кадри кои што ќе ги заменат и кадри кои што ќе може они да ја пренесат своето знаење на тие кадри. Но се надевам дека сега сме на прав пат, дека ќе има навистина квалитетен кадар кој што ќе излезе од кај нас, пошто имаме одлични лекари кои што навистина се во тек со сите оперативни зафати кои што се низ светот, кои што се применуваат без разлика која процедура од пластичната хирургија, и мислам дека тој дел ќе се покрие, но сепак треба да помине малку време. Јас ви благодарам за гостувањето. Благодарам и вас за поканата.